Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојавте во Гласот на народот. Декемвриска ноќ, дожливо, меѓутоа колку да е малце незгодно во амбиентот на расположението, но ние секогаш се трудиме да ви доловиме едно убаво расположение, не да ви окренеме адреналинот, туку чувството на самоидентификација, самоспознавање и самодефинирање, зашто Гласот на народот е дел од вас. Вие сте Гласот на народот. И еве, после 20 години, да речам, со мојот соговорник кој прв пат се сретнав на овие простори, меѓутоа во една друга телевизија, АТВ поточно, и говоревме за демократијата, говоревме и за суштественоста на Гласот на народот. И да бидам искрен, еве, ме радува се 20 години во ова новој простор. Повторно сме заедно, инаку ние сме катодневно заедно и учествувавме повторно на повеќе емисии на различни телевизии. Сотир Костов, добро вечер и добро дојде. Добро вечер, добро е најдов. Честитки за телевизијата, ако не грешам, вистинска телевизија, Вистел и Гласот за народот. Так. С Гласот за народот, ти се љутел, не се љутел, јас ќе кажам дека е Бреншо најдолго вечен. А ти гледам, добро, од коректност не сакаш да ја кажеш телевизијата, ама мислам од Амазон, преку македонска телевизија, Македонско сонце, Вистел. Јас со тебе со мали прекини сум 20 и кусур години. Да. Телевизија која навистина е Vox Populis, тоа е емисија, а се надаме и оваа телевизија ќе биде, прв пат гостувам овде, си популаризира млади и непознати дечишта, а сега се докажани аналитичари, ако имаме време ќе збориме и за нив. Знаеш, ако ми дозволиш, ќе преидеме на ти, не? Да, може. Не е тоа. Јас сакам, ти благодарам што ми достои, наистина дојде во Гласот на народот и како еден за мене експерт токму за изборите, што еден професор, да речем, учител, кој треба да ја учи политичарите, која е вештината да се придобие Гласот на народот и да се одржи Гласот на народот во вистинска смисла на зборот. И мајци повод емисијата наслов ја насоив лажат ли политичарите? Ако спомнеш, политичар веднаш не доверба. Сушат, не да лажат, сушат. Веруј ми, го зема второ. Мали исклучоци. Со мали исклучоци. Со исклучоци, меѓутоа тие мали исклучоци се губат во мнозинство. Да, се губат, ќе блеснат како звезди, ќе дадат надеж за нешто ново, прогресивно, подемократско, неконвенционално и туку ќе ги снемаат. Дали грешат во стратегијата на политичкото дејствување, дали па токав им бил капацитетот или не знам, сепак се на ова наше турбулентно демократско небо се задржуваат оние мокните, оние силните и не секој пат најисправните во поглед на етиката, моралот и така натаму. Спомнав две суштествени и важни кариетиди во едно општество, во една личност. Лагата, моралот и етиката. Тоа тројство не иде. Едното не може да решам тоа тројство, бидејќи го ништо тоа второто и третото, а без него не би постоело ни општество, ни личност. Да. Тоа е морал и етика. Да. Како да се биде морален и етичен во секојдневниот живот, особено во политиката? За да се биде морален и етичен, треба да се има вредносен систем кој е заснован на етиката, вредносен систем кој во основата го има моралот, ама во смисла на мисли, зборење, логос и дејствување. Таа конзистентност, доколку се постигне, не мора во идеална мера, во најголема мера, ќе имаме морални политичари. Но да знаеме на Балканот политиката и моралот се скарани и сега јас прва книга што ќе ти ја поклонаме политички комуникации, каде 2004-2005 сум пишувал за толеранција, говор, диалог, дебата и со оваа книга неколку генерации политичари
од советници во општините, граначалници, партеници, лидери на партии, сум обучувал. Ти благодарам. Некаде во исто време, 2005 или 6 еве да видам, 2000, мако, калките мако да ги ставам, да, 2006 ја напишав Лагата во политиката и ристичките трикови, како во една расправија политичка секој пат да се биде во право, и направив една анализа на луѓето што во политиката и во секојдневниот живот не лажат. Едно 20 типа дадов, ристичките трикови ги обработив, поставени за прв пат во реторика на Аристотел, конкретно одработени од Шопенхауер, тие се 38. Јас создадов, работејќи 4-5 години во припрема на оваа книга, создадов 4 мои еристички трикови и со овие ги учам младите надежни политичари како во политиката да го откриват еристичарот, кој е кавгаджија, кој не употребува аргументи, кој не употребува факти, доказите му се страни, туку има цел во вечерашнава расправија, јас да те понижам тебе, јас да сум во право, јас да сум над Што тебе. е закон Тоа и не практика бива. во Македонија. Да, тоа не Во бива. сите изминати години, да речам. Ја можам ли да покажам? Да, може се. Оваа книга, што ти Еве, ја поклонив, јас ова ќе ја покажам. Лагите во политиката и како да победиме на изборите, мислам ти ја имам дадено порано, Да. се брендирани со карикатури од Пецко. Да, го видов. Таа работа ми ја заврши Димитар Мирчев, нажалост и двуцата се починати, ама на драга волја Пецко ми ги даде неговите анимации, еве, одлучно, неодлучни, овде има говорници, од другата страна има како се фалсификува избори Пецко со 4 пенкала за гласање и така натаму. Да ти кажам, особено Лагата во политиката која се напише беше многу атрактивна книга, од неја имам само уште 2-3 примерока. Ова истрошената ми е мој примерок, а другите се вокочени. Следна прилика, доколку имаме, ќе ти донесам примерок и од таа книга. Ти благодарам. Еве, Ајде. те представивме во тој, мислим, во тој ракурс, но еве да видиме во практика. Да бидам искрен, јас малце ќе истакнам за моите активности. Јас завршив на политичка академија на Кодерна Денауер и токму во делот како се станува политичар, бев дел од 120 члена публика кои бевме учесници, слушатели, и за волја на вистината го освоив првото место. Морам сами да се пофалам овој пат. А сега, ја ќе ти кажам една друга работа за тебе. Нема да ми се наљутиш. Еве, имињата нема да го спомнам. На еден човек му велам: господине, вие, господинот Слободан Томич, кој ние го велиме Цобе, и Чашуле, ја и Чашуле го нарекував Цобе, не знам дали знаеш, Да. сте тројца новинари од Македонија што имаат највеќе средби со врвни политичари од Европа, Америка и светот, највеќе интервјуа и највеќе влезови во нивните кабинети. Се бунеше, не, јас имам, нема да го кажам кој е човекот, а и викам да ве соочам да видиме кој има повеќе такви емисии. проблем. Значи, гледачите да знаат, јас и ти повеќе 20 години соработувам и ги знам сите луѓе на кои се им влеголи во домовите и во кабинетите. Да, ти благодарам. Ти се снаоѓаш и со овие онлайн, правеше и за време на ковидот, ако не се сеќавам, Да. ако се добро се сеќавам, добри интервјуа со странски политичари. Ти као да меѓу првите Европа ја донесе. Ти благодарам, Сотир. Некој толку, доста се фалим. Но еве, додиме у ситуација. Лагите вика обично политичарите кои ќе дојдат ќе речат че. Јас викам че е глаголска форма, зборот е лажам од глаголска форма че. Така ли доаѓа? Да. Облично на што се должи тоа што политичарот вообичаено само го употребува тој зборот че? Зборот ке во македонската политика на голема врата и во неголема мера го воведи и го употребуваше претходниот премиер на владата на Република Македонија Зоран Заев. Јас сум човек кој визивно ги представува работите. Сега, некои ме признаваат, некои не ме признаваат, некои ме напаѓаат, некои не ме баш толку многу напаѓаат, ама јас визуелно, за да ја остане во главата, ја и кога ги обучувам политичките партии, членовите на политичките партии од најниско до највисоко ниво, ги ја користам методата на Леонардо да Винчи мапи, тоа е, знаеме, познате по Open Mind, и мапите што ги има создавано во својата глава, потоа ги има пренесено на хартија и до ден денеска тефтерите на од Леонардо да Винчи најчитана работа. Па еве вака сега, нема да ми замериш, мораме да бидеме конкретни. Ајде, Еве еден флаер, сум го зголемил и сум го испринтал на убава хартија. Не е мое дело,
Во една обука некаде во југот во Македонија со една политичка партија, активисти на истата ми го дадува во флаерче, каде има 100 лаги од Зоран Заев. И вака вика, 100 најголеми лаги на Зоран Заев, 100 причини зашто да не му се верува, нема да читам, јас сум лош читач, ама еве во каде му ги нашле 100 лаги, во кои области. За националните интереси не утепа со грците, договорот од Ивици, со договор со бугарите за добрососедски и пријателски односи, не утепа. За инфраструктурата, за економијата, платите и деноците, за здравството, за пензиите, најактуелни се пензионерите, Апсолутно. со лажички им дават, а они 78% се изголемат плати, за социјалната политика, за младите, образованието и науката, за земјоделците, за правосудството и безбедноста, најактуелни се сега овие две области. Едното е швајцарско свирење, а другото е посочено како еден од трите кривци неголеми за корупцијата, организираниот криминал и така натаму, и за екологијата. Уште еднаш, ја молам режијата, еве го, значи 100 лаги на Заев, јас ги собирам уште следните 50 и втора книга ќе излезе на лагите во политиката на новата генерација политичари во Република Македонија. А втор, кој продолжи по тој пат, кој ја прифати манипулацијата, измамата, ако сакате, и лагата во политиката за да се остане на власт, е неговиот наследник. Не знам дали денес имаше време да го гледаш Јас ќе интервјуто. го парафразирам, да, само да кажам ајде. нека позната да кај што застана Фијат и продолжи. Да, така. Имајќи факт денеска го слушаме на самитот во Брисел, јас ја видов само парафраза ќе направам. Виновна е опозицијата зашто не сме на овакво дереđe, не успеавме да добиеме да продолжиме со преговори и така натаму. Која е таа моралност, кој тој морал, која е таа искреност пред македонската јавност, имајќи факт се вкупниот багаж што ни го создадоа проблем. Го слушам Ерхат Каналос, мој драг пријател, беше гостин кај Горан, јас го поздравам и Горан, кај што вели немојте да дозволите, ќе парафразирам, тоа да поклекнете на тој бугарски диктат. Тој не е бугарски диктат, тоа е франско-германски проект. Браво. Во една Јас прилика ми разделам кажа твоето Трошановски ми вели Слободане, Европска унија да сака веднаш ќе ве примел уште кога ги отворивте портите 99 за Косово. Кога го сменивте уставот 2001, кога ги сменивте територијалната подела од 2004 и да ред 2018 знамето. Немаме територијални претензии кон Апсолутно. Грција и така Значи, тие искористија Грција во една рака и ќе завршам Бугарија друга рака како алатки да ве тргнат и оддалечот од Европска унија. Ова не е евроскептицизам или анти-ЕУ, кој што викат и русофилологија, како речеме русофили. Ако кој е тука проевропски ориентиран, бе молам? Тоа е манипулација. Тоа е измама на разочарувачка измама на јавното мислење. Ама има луѓе што размислуваме со своја глава. И еве вака, јас ќе додадам. Во едно интервју за друг медиум, тој денес меѓу другото кажа: јас ви реков пред година и половина, јас ви реков пред година, јас ви реков пред 6 месеци, тој се вклопува во еден од типовите на моите политичари, јас па јас. Ама продолжува и во еден друг тип политичар нарцис. Нели гледате дека тој кога зборува во прво лице еднина, кога новинарот му побара, добро, кој е одговорен за оваа ситуација? Не одговори. Не рече јас? Не. Само рече, одговорноста била индивидуална, ја очекував ке поведе, ке наброи некои индивидуалци, апсолутно не. Па ја вака знам. Во државата не 100%, 120% владее коалицијата СДСМ и ДУИ, ги имаат сите центри на моќ, ги имаат сите лостови на моќ, ги имаат сите алатки на власта, за жал узурпирано им ја одамна власта. Јас ја уфрлив синтагмата за оваа власт за бегани политички елити, баш како корумпирани елити. И јас препознавам во овој човек и политичар нарцис. Од причина што се истакнува себе на преден план, а нонстоп го подига гласот кога ќе му се каже нешто, дека не е во право и ги напаѓа, сакаш новинарите. Кога му велат за судството, вика, тоа е друга власт, јас немам таму, вика, никакви ингеренции. Ти се самостојни, независни. Кога му кажува дека не му чини парламентот, бидејќи владата го владее,
А тоа е законодавно, тоа е манипулација. Значи да се разбереме, тоа е измама. Во државата поединец, а во политиката со најголема моќ е премиерот. Не би требало да е така. Орган со најголема моќ е владата со своите министерства. Би требало да е собранието, парламентот, највисокиот храм на демократијата. Апсолутно не е така. Како за тој човек да не кажеме дека е голем манипулатор и нема храброст да на вистината и погледне со отворени очи? И сега вака. Ајде Сотир што кажува, ајде веројатно Цобе се согласува, ајде еден добар квантум од македонската јавност ке се согласа со нас. Ама Цобе, нему Европска Унија во извештајот му кажа, Агелер, амбасадорката на САД, Гир, амбасадорот на ЕУ, му кажа, наназад 7 до 10 години во оваа држава, во ова општество, царува корупцијата, криминалот, ја би додал организираниот криминал, нема владење на правото. И сега, каде е тука реалноста негова да еднаш у животот рече, па да, може би е така. Не, апсолутно не е така. Опозицијата е крива, правила некакви блокади. Па види, седни со таа опозиција, ќе употребам зборот што не го мислам на зборот, вразумија. Ги имаш сите, ја велам, алатки и лостови на моќ и власт. Вразумија, политички понуди и нешто. Нека учествува во градење на некои ставови, на некои политики. Кога се нудеше опозицијата, тој вртеше грб. Лидер што не сакаше се сретне со лидерот на опозицијата. Кога требаше консензус општествен и државен за францускиот предлог, не го направи. Се криеше документот швейцарска. Така, швейцарска политика направи, отиде го потпиша срамно, тука учествуваше еден друг центарен, тоа е председателот на републиката, и сега опозицијата е крива. Па зошто опозицијата да сноси вина за тоа што тие не продадува на бугарите, на французите, поточно на Европска Унија? А е обезличени без име, па сега и без исто, еве денес пак дошле. Пак преговараат денес. Тајно. Како не ги е срам? Тајно не најавено. Ама ги открија. Вие новинари сте чудо на природата. Како може да не ги откриете? Така да, тој човек, значи јас тип, нарцис тип, ајде да не речем и кога зборува, да се кара надмено. Сотир Костов, кога во само вистина се расправа со Зоран Имамов, со Иванов, со Агим Јонус, може да го дигне гласот, може да го спуште гласот, бидејќи јас сум аналитичар. Зад мене нема некоја институција која ќе ја осрамам. А ти да си премиер на влада и да го дигаш гласот и да се закануваш на еден начин, да, знаете, подигнувањето на гласот што е? Покажуваш моќ. Тоа не е добро, а поготово го прави на новинари. Еве, например, ајде да збориме. Немало корупција или за корупцијата не бил тој крив, ај вака јас да кажам. Таа пуста црна листа, со која мислам дека малку американците манипулираат, ама ајде вака. Зошто на таа црна листа не е ставен тој и неговата сопруга, на која тој даде концесија за некои нови видови на енергија? Најавија, нема да бидат само тие. Зошто на таа црна листа не е неговиот кум? Ако да му даде неброени пари, неповратни. Каде е тоа? Зошто? Ајма ако се насмееме. 35 милиони евро, колку? Добро, не знам бројката, ама тука негде сме. Ај вака, зошто сопругата на председателот Пендаровски не води некој бизнис, туку некои хуманитарни акции, продолжеток на она што Маја Иванова го правеше и така натаму? Оваа сопругата толку бе надарена на премиерот за бизнис. Значи, тоа е човек без образ. Нека ми простат гледачите, ѓон образ се вика. Тоа, барем од таму каде што ја доаѓам. Таму каде што мене ме воспитувале мајка, татко, баба и дедо. Значи, не можеш... гледа се манипулацијата. Ја не бев на таа седница. Не бил на седница кога на неговата сопруга и неговиот кум се давало. Не бил на седница кога за Бехтелиенка се одлучувало. Некој друг бил важен. Си го понижи министерот за транспорт и врски. Наместо тој да е главен за патна инфраструктура. Како беше Стани? Исто као да те видат. Не сакам смешки да говорат цаци, стани да те видат, на него Бочварски, стани да те видат. И кај се сега, шо ќе видиме од нив? Дадени веќе над 200.000 милиони евра, 240 а имаме, милиони, подобро знаеш од мене, а имаме 2 пати до 3 пати панделки врзување, 2 пати до 3 пати ставања
лет, овие, како ги викаат, екрани, манифестации и оно, па паѓање, па кршење ги нема и една баба ми рече, шо е во ове бомбардираат? Не е бомбардираат, него на минирањето. А се уништија голем број потенцијали. За тоа прв ќе збориме, за археолошкото богатство, за националното богатство, на трасата каде што ќе се пробива сакате 10-ка, сакате 8-ица, со ове некој ќе одговара. Еве сега гледам, хотел во старата чаршија го срушиле. Каде е одговорност? Мога да не ги лази. Каде е обвинител? Тоа е одраз од, вие сте јавен обвинител, поранеше. Бивш. Меѓутоа, неказнивост доведува до ваква ситуација. Да. Кога ти немаш казнивост, го осоколуваш криминалецот да си работи како што сака. Па логиката е многу рационална. Не одговара министерот на Ковачевски, не одговара сопругата на Ковачевски. И јас ќе направам. Може би ги уценуваат така. Во организираниот, ја 19 година прв пат проговорив и опоменав за организиран криминал во Република Македонија. Ме нападна тогаш кога сум бил ваков таков, ама стојам. И ја тогаш прв пат реков македонските сицилијанци, корзиканци и колумбијци. И тврдам дека се од високиот коруптивен бизнис и од високата коруптивна политика створена една забегана елита која 5 пари не дава за обичниот смртник, обичниот граѓанин. Ај сега на последната афера да се сведиме, кој лажи, кој манипулира. Вечерва ви донесов, мислам ти синоќа или завчера, не знам кога беше, со почитуване на Ѓурчевски, го спомнавте документот, ама јас го испринтав, ќе го покажам, не знам дали е добро сега фокусирано. Тоа е телеграма. Ќе го прочитам. Тоа е телеграма на СВР Велес и јас сум наставил цртка доказ за лагите на Овиле Спасовски. Значи, ако велиме дека политичарите се манипулатори, лажат, не мамат, треба и да дајме докази. Овој документ е документ на СВР Велес. Овој документ има имиња, действија и дати. Овој документ кажува дека веќе на 24 во Велес полицијата знаела и за киднапираниот човек, и за одземеното патничко моторно возило. И ако тогаш се постапело како што велат тие брзо, професионално, стручно, не лажеше на 3 пати на пресконференции Оливер Спасовски, а премиерот повторуваше после кога одговараше на некои други прашања на други пресови, тогаш јас вака велам. Ако се постапело по овој документ брзо, ќе биде најдена колата, која е малку специфична, стара е над 20-25 години. 30. И, 30 ти велиш, многу редок тип на возило е, би се нашло. Олтаймер. Олтаймер, баш, би се нашло. А знаеш зашто кажувам ова? Избрав овој доказ да го поднесам. Ке се спречело второто убиство. Ке е откриена колата, ке се открило кој ја украле колата, ке се влегло во трагот на првото грабнување и ке било откриено првото убиство, а не да го водат исчезнат. Се таму до крајот на опсе и пријавувањето. Дали тоа беше можеби поводот над Спасовски, тоа е господинот Ковачевски, да забрано, ништо да не се пипа, ништо да се не објавува. Да видиме, а не само тоа, тука го имаме и Бујер Османи, се сеќавате, кој најмалку смееше да говори на англиски јазик, а Македонија е домаќин, а државотворен и официјален јазик е македонски. Приметбите е зошто истиот Бујер Османи судираше огради дека организационно беше пар екселанс. Најпрофесионално организирана конференција. Дали од тука може да испаднат наредби? Можно. Бидејќи од друга страна, кога сме подчинети надолу, не смееме. Може, ама не можам да спекулирам. Ама јас сега ми даваш идеја, го спомнуваш Османи, кој за мене е дипломатски Минхаузен, не излажа се. Едно збори во Софија, друго збори во Македонија, едно збори во Брисел, друго збори овде. Тој воопсе направи некои пометни, вешто му ги скрија аферите воопсе, ама вие новинарите му ги откривте. А и не беше баш така успешна опсе конференцијата организирана, да, ама во суштина има делегации што не дојдоа, има министри што напуштија и така натаму, вечерва не ни тоа разбава. Ама знаете ли кога тој го фалеше настанот опсе, ја што открив?
формулата како новата власт кој ќе дојде, ќе направи нов договор со бугарите за добро соседство и ќе бара нова рамка. Тој вака рече. Немавме ни минимални шанси да се усогласиме за мојот наследник и за 4 извршни директори на ОПСЕ. 24 часа, 2 дена се усогласувавме и постигнавме историски резултат, се усогласивме. И за наследникот, да не било таа држава, да би, од оние пробилтичките, да било друга, Малта ја избра, не и си. За 2 од извршни директори имаше големи приметби, еве ги се усогласиле да им ги продолжат мандатите, значи цобе, ако се сака, се може. Па така, тоа е формулата како Македонија ќе ја смени француската рамка и ќе го смени договорот со Бугарија. Договорното право не е во облигационите односи, нема ништо вечно. Седнуваат, како сме се договориле ова да биде жолто или љаково, ќе се договориме следното издание да биде со друга боја. Сега карикирам малку. Како сме се договориле за ова рамка, сега ќе изфрлиме историја, ќе изфрлиме чачкање во образование, ќе ставиме нова рамка. Он, не сакајки, на јавноста ја кажа формулата со добра дипломатија и добри политичари. А мислам дека такви има во Македонија, такви има во опозицијата, ја мислам има и во власта, маргинализирани се, и се безгласни букви. Точно, да неутрализирани се, мислам, смисол се тргнат на страна. Имам прекрасна екипа, почитувани кои секој знаете дека работат безпрекорно со мене. Ја верувам дека Гордана, Срđan, Ивана, сите се тука на место, ќе најде таа изјава. Јас можеби сум многу и барам многу од мојата екипа, но верувам дека тоа ќе го направат. Имаше една сеутирена прилика кога Пир Осман јавно кажа дека што го видиме франско-германски проект или бугарски диктат, самиот призна дека тоа е наш изум. Се мисли на коалицијата ДУИ, СДСМ. А во исто време тоа ми промакнало. Да, еве тука ја мислам Гоца ќе дојде до таа изјава. Тоа е еден убав еден слайд кај што Пир Осман јасно кажува, но во контекст на сервилност на политичарите, бидејќи си 3 децении и повеќе колку си во делот на истражување. До година правам 30 години колумнист, експерт за избор и изборни кампањи, и мислам и јас да прославам на некој начин, ќе видам, можеби ќе преговарам со тебе некој серијал, затоа донесов книги да ти предложам нешто, ама тоа нема проблем. Ќе го направи. Некако и да е. Во рамките на тоа дека политичарите се за еднократна употреба во Република Македонија. Да. Го спомна прво, човекот кој самиот се прогласи дека е избран и исцрпнат од нивата за да успее да го спаси на народот, да не биде Мојсија, македонски Мојсија, како му доаѓа, дека го избрал вистинскиот пат. Од друга ситуација видовме дека сите тие што се користат за еднократна употреба за своји лични бедни интереси, народна забелешка, веќе се преговара и се мисли да се става и нивно име да се нареди во таа црна листа, што е еден вид warning, еден вид опомена. И тука имам можност да замолам Гордана и екипата да ја пуштиме, почитувани, имаше брифинг амбасадорката Агелер, кај што со новинарите, тоа е јавно објавено на YouTube, ја му се заблагодарувам на мојот колега Петровски и екипата од 360, ја ќе искористам тие две изјави, а за ваша можност да ја проследиме таа првата изјава на госпоѓа Агелер, кај зборува, меѓу другото, за Зоран Заев. Дали може да се најде на црната листа? Ја таа листа. I can promise you that there are other individuals who are being whose cases are being processed now in Washington. I don't want to speculate on when those will be released, but I promise you this was not the last name. What about speculations regarding Zoran Zaev? Because we were talking. Yes, we were. Yes. I can confirm. It was him. And? We were. He? And you tell us, I mean, you're the lady. He was mentioned in one of the documents. He was. Mentioned. He in terms of the business person in Montenegro. What Zaev are we talking about now? Sorry? About which Zaev are we talking about? Zoran or some other Zaev? Look, I'm not going to. Again, I'm not going to give you any information about who's being considered. We did note, and I did note, that who you do business with
can affect you and can affect your family. Да. Ништо не е вечно во политиката, нема љубов. Се е Интерес. јасно овде. Јас суштинешка благодарам на екипата, реков благодарам и на 360 што еве успеав да се послужив. Видов дека Гоца веќе го има слайдот сотир да го видиме во живо. Да пуштите тој слайд за Бујар Османи кај што вели да венесувањето на бугарите во уставот било наш изум. Ви се молам. Ова е значи интервју, ниту јас, ниту ти си го напишал. Видите, ја не случајно него го нареков дипломатски Минхаузен. Он е дипломат во свилени ракавици, он е дипломат во бели ракавици. Има, за разлика од другите, тој има логос, тој има вординг, тој и на македонски, и на албански, и на англиски. Добро ја владее реториката, многу мами, бре, човече. Меѓутоа, Многу Сотир, мами. тие Знаете што има представаш... направено во МНР? Повели. Ги има уништено сите способни кадри, тргнати наспред. Имам Те прекина, извини. сведоштво, имам тука гости мои, Да. дипломати кои ми се гости и истото го Ја од Исајдери го знам тоа. Тука моите соговорници тоа го потврдија. Со оглед дека јас нема што да кријам. Тука јас го почитам Зоран Дабич, еден врвен експерт, еден амбасадор од кариера што навистина даде несебичен придонес Македонија и незиното зачленување заедно со тимот, што беа таму. Ајде да те Лепавцовите. подсетам на тој нивниот знак што го прават со раците и на авиончето. Летање на орли. Па тие орлите, колку пати влегуваме ние во ЕУ, ја да те прашам тебе човек? Но Најмалку 3 пати. Да. 2 пати со Заев и еднаш Со лајковите. Да, со лајковите со Познатиот сме. на- Па сега ќе ти кажам, ради тие причини, кога правев поделба ја на лагите, нужна лага, клеветничка лага, пропагандна лага, лага на голем рачекор помеѓу политичката декларација и политички чин, овде ги смет. Значи, тоа е најголемата лага што не имат направено. Овој министерот исто така овде. Денеска што не призна премиерот за корупцијата и за организираниот криминал и за владењето на правото и дадов карактеристика на лажачите во политиката уште 2006 прагматични политички лазговци, романтични и патолошки. Па извини, родоначалникот на големите лаги во Македонија Заев е патолошки лажов. да. Не заостанува ни министерот, ни премиерот сегашни. Упорно лажат. Македонската јавност лажат. Ќе има измени, ќе ги вметнеме бугари. Каде се тие? Ги нема. Ни измените, ни бугарите во Бугарија. Герхард Наус кажа никако. Па добро, паметен човек. Think Tank на ЕСИ, значи што е човек кој води политика за евроинтеграција и вели морате под итно да се интегрирате сите земји кандидатки што сте од бивша Југославија, еве 11 години каска Црна Гора, Србија исто, вклучувајќи Босна која е аутсайдер, Косово да не го спомнам и така натаму, заедно со Украина, Молдавија, еден притисок врз Европската унија под итно и да се мава на маса, да речем, да се удри и да рече стоп, доста со манипулации. Но дали тоа можат вакви клиентелисти, народна забелешка квислинзи, луѓе кои се полтрони да го сторат тоа, да намавнат на маса? Не. Прво, тие за мене се одродници. Второ, тие се анационални типови. Трето, тие воопшто не одат сметка за националните на прво место и веднаш, не на второ, него веднаш до првото место заедно на државните интереси. Значи, ќе почнам од раните 90-ти години. Сменија устав за знамето. Сменија устав за сме немале никакви територијални претензии. Па кога сме имале? Секој пат имат кон нас албанци, грци, бугари, срби, зависно од историските контексти. Така е. Значи, сменија име, сменија устав и сега сака да ни ја продадат историјата, културата и традицијата, а тоа значи идентитетот. Тоа е кореновиот систем на еден народ, на една држава, Да. ако го смените основниот бит, да речем историјата, кој што видовте како контрабанда, како авангарда, значи андерграунд, доаѓаат како подземје да тоа направат без народот да знае, без јавноста, да дискутираат за средновековието, меѓу друго е црквата, Охридска архиепископија, Исто.
А има тука аналитичари кои Слушам. говорат, ја го поздравам господинот Александар Атанасовски, историчар, кој кажа што е Охридска архиепископија, што е Бугарска патријаршија, што е Папечка патријаршија. Ја Дека прашувам. Охридската архиепископија во контекст на ова е мајка на двете, односно не може да види што е постаро јајцето или кокошка. Да. Во контекст на тоа да се вратиме на коментираме изјавата на господјата Агелер, Да. бидејќи така помина без коментар. Упати порака дека е даде можен, знаци, да. даде знаци, сега кој е? Спомна некој црногорски бизнисмен, а знаеме кој е тој и со Тој е во Тетово умешан. што се случи во Македонија. Нудил 300.000 евра или долари да му направат конекција со Заев и да земи таму голем простор да прави некоја фабрика и ова. Дали мисля дека политичарите дека ако направија некој ремек дело по новоцин или девастирачко дело, тоа е бришење на македонското име, кој е пак темпорали черчан, тоа е привремено. Ја верувам дека според експертите на меѓународното право, ова е привремено. Со ова своја акроним, така како да го наречам привремено географски. Ја не го Нели? употребувам, ја ни се не кажувам од тоа. Јас изборам Република Македонија, Уставот на Република Македонија, Меѓутоа, границите. дали ги виде условите? Од 6 телевизии сум тргнат, отстранет, уопште не се секирам. И не сега, тој забравив ти кажам на почетокот, се наљутив ја дека лошо се води малку ова работа за убиствата и реков не излегувам на телевизија, знаеш зашто? 3 минути имаме, немаме време да пуштиме реклами, не. А знам кај тебе ти си фер, коректен, на гостите им даваш простор да се доизречат, затоа кога ме понудите, иначе има, знаеш, ама секој маш е голем маш ако не си стои на зборот. Реков до нова година не излегувам на телевизија. И како ти ми понуди, прв пат не сум доаѓал овде, викам ајде ќе прифатам, ама ќе го погазам зборот. А не може за убиство да се зборува 3 минути, 2 минути. Не може, тоа едноставно не може, тоа принципите на криминалистиката, на законот кривична постапка, на кривичниот закон и не го дозволуваат. Треба да се објаснат тамо работи, мотив треба да се објасни, сторител треба да се објасни, време, место, начин на извршување кривична. Оп, ќе видат нешто или ќе се скараме со соговорникот, пуштаме реклами. Се наљутив, многу се Кој се наљутив. плаши од таа информација? Зошто се плашат од обелудување на вистината? Види, чове, сега се внесе нов криминал на црните јаки. Лидер на политичка партија осумничен дека е сторител на 2 грабнувања и 2 свирепи убиства. На свиреп и монструозен начин. Зошто од користолюбие кога нема докази, нема индиции? Абе, убиство на малолетник и женско лице. Докажано од старт. Не сакаш така. Убиство на монструозен и свиреп начин. Сите сме згрозени, сите сме во шок, сите сме резигнирани, бесни сме. Сакаме правда и почнуваме да грешиме. Пази, ги бричат, ги онадуват. То не е хумано општество. Значи, да се вовело смртна казна. Ма, ајде ви се молам, во 21 век смртна казна. Шо е, ќе се враќаме во пештерата? Ќе се враќаме на времето на џунглата? Не, си има начини, доживотен живот. Ајде да воведеме неколку пати доживотен. Пардон, затоа ти благодарам. Има ваква обштествена работа корисна, море лесна, море тешка, море корисна. Има начин како да ги ресоциализираш и тие зверови, би рекол јас. Ова го кажувам општо на кои убиват малолетници од 14 години и кои убиват ралнија категорија пензионероци до 4 години. Така да, веројатно сака на еден начин се исплашија дека сите ќе посочиме на тоа дека не биле ефикасни и навремено ги извршувале задачите и ни се окрија. Кај можеш бе вистина да ја криеш? Како беше тоа? Врти, ќе излезе кошило. Не само тоа, зборот ми, мојот соговорник го спомна преска, минатата емисија, кога спомнав, јас се залагам за тоа, кој како сака некој го разбие. Меѓутоа, наспроти ошто ни се случува лидер на политичка партија, за кого ќе се распачи предлог ќе биде ставен на дневен ред на собранието, тоа е за референдум за бугарскиот договор од 1 август 2017. Од друга ситуација, на монструозен начин, убива малолетно девојче кој се уште светот и животот него бруки невидени. На брутален и монструозен начин лишува од живот исто така возрастен човек. Значи, таа какофонија во менталната матрица резултира со овој мој предлог, што имам, дали политичарот, лидерот на политичка партија, кој да е, треба да бидат изложени на
психотест. Тоа давно го имам и кажано. полиграф. Ме напаѓа. Пазите, од ова што ја те изборам. Да. Кучињата на злото или лајачите што имат Да. задача од јајце или кај беше бикачка, не знам таму, добиваат задача да снимаат и да прават карикатури. Кобајаги, меѓутоа пораката не е јасна. Да. Еве, денеска да го запазиме ова, да не им даваме лајт мотив. Поиди од ова. Меѓутоа, дали треба, или дали, пошто ке нас све е организирано експериментално, меѓутоа, поидовно, да се изложат на психотест, па се сеќаваш, дека имавме прв човек на највисоката институција во извршната власт, кој се лекувал. Простете, јас најмалку се Собе, ти загатнуваш едно многу битно прашање, а немој да заборавиш дека ја последните 25 години мој работник ги поминав во воздухопловство. Да. Ние најдобро знаеме што значи психотест, најдобро знаеме редовно одење на лекарски прегледи, најдобро знаеме редовно продолжување на дозволата, сакаш на контролорите, сакаш на пилотите, сакаш на метеоработниците, да, и сработниците, да не ги бројам до утре. Значи, тоа е, ако сакаш висок степен на извонредност и компетентност, мораш да ги проверуваш. Ти знаеш дека во минатите 3-4 состави на собранието, еденал луѓе беа осудувани пратеници. А знаеш дека една од условите е да донесеш две потврди, една дека не си под прогон во моментот и една дека не си осудуван. Да. Па ајде Талат Джафери да го видиме. Човекот да му ја посакаш кариерата. Три армии напушти и УЧК ја напушти он. Ја изневери. ЈНА, Арама, УЧК влезе во таа пуста политика, убава фотелја, кога сака е министер, кога сака е председател на собрание, еве сега ќе ни биде премиер на техничка влада. Види, нема ништо против Албанец, Турчин, кој сака нека биде. Ако биде ревносен и достоинствен, Да, ма не може он да биде ни председател на собрание, избран е прво на швейцарски криминален и на нелегален и на легитимен начин. ексклузивен пак со светот. Во друга прилика ќе ги објаснувам сите овие поимови. Значи човекот неразчистени се така начините хашки случаеви, а не се хашки случаеви. Тоа се Маврово, тоа се раководството на УЧК и ДУИ, Бриони. и така Бриони и така натаму. Кој тврди дека он не е еден од извршителите на кривични дела? Вејце го спомнавме. Абе, вејце, сите. Ја не сакам да ги спомнувам, тешко ми е, се ежам. Така да мислам дека кај нас, знаеш како, сите сме криви за тоа што дозволивме ДУИ да е толку време на власт и толку да стане корумпирана. И сега види богати не била корумпирана. А знаеш ли колку премиери дочека соработуваше и испрати Али Ахмети? Ајде да броеме. Од Бранко до Ковачевски. 22 години во власт. 2 годинки не. 20. 2006-2008 има тогаш беше ДПА во власта. Види, тоа се такви лажови. Еве, последните 2 интервјуа, а знаеме дека човекот не дава интервјуа, не збори на македонски, во интервјуата збореше на македонски. Снаа му е чиста, зет му е чист, синот му е чист, внуците му се чисти, сите вртат милиони, тој вози, не знам дали вози, ама велат, имало во возниот парк Rolls Royce. Сватот. Или сватот и така натаму. Човек, ај сме јајци тука, бе. Човек. Колку време си ти на оваа сцена јавна, колку време сум ја исто, јас сум нешто помалку од тебе, да речеме. Ама, каде се нашите јахти, каде се нашите викендици, каде се нашите... Ајте молам. Значи, луѓето си ги полнат од политиката македонска. Бродовите... Особено од ДУИ, корумпирано до максимум. Си ги продат, ти велиш бродовите, ја ќе додадам джеповите и на крајот се чисти. Јас тука на Агилер ќе дадам 5 или 10, ако сакаш, на позитивен политичар, сегаш е на власт, да ми го стави на црна листа. Еве, мислам и вториот прилог, да не биде дека колегите ја спремијат, да ја слушнеме втората изјава на госпоѓата Агилер. There are many different aspects, and I can't go into it because of privacy, honestly, because we take privacy for even individuals that we are sanctioning or that we're designating, we have privacy considerations. I have heard people say, why him? I actually had a journalist say to me, why Kocho? He's a nice guy. Again, there is plenty of evidence and numerous cases. So it's not just, ooh, I slipped up once.
And I think many of you know that. You've seen many cases and many instances. And it's an issue of accountability, of being responsible for your actions. And that's what it is. So I can't get into specifics. I'm not allowed to legally. But again, I bet you can think of some. It's not a warning. Again, this is U.S. law. So it's not a personal thing. It's not anything like that. And because you have been sanctioned under one specific law does not mean that other designations cannot be pursued. And so you can have both. We have seen that in the past, where not only the Department of State, but also Treasury can sanction an individual and their families. Да, се извинувам на уредувачиот колеги, со оглед дека беше јасна, 500 милиони долари дадоа за реформа на правниот систем, судскиот систем и ова. Да крај само една порака, те молам со што на него прекориш. Па видиш, не ми се љути, ја гледам така ги завршувам есините, ја не сум политичар, ама еве ако сум некој човек што анализира, некој човек што прати или еве се бавам со изборни кампањи, еве вака. Социјалната револуција е во тек. Ја поведоа ранливата група пензионери, се додадоа земјоделци, здравствени работници, образовни работници, средношколци и така натаму. Доаѓа на ред сега да направиме политичката револуција на следните избори, председателски и парламентарни. Најмокното оружје е пенкалцето и ливчето. Гласајте за луѓе што нема да ве лажат, гласајте што ќе бидат луѓе за интерес на граѓанинот, од член 1, 2, 3, 5 и сите на Уставот, да си го вратите суверенитетот, бидејќи вие го давате, вие го одземате, драги граѓани. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. И јас ти да прости 45 минути надминав, јас се извинувам. Не знам дека ќе најдем на разбирање. Телевизија.